Здрава Котлина тврди дека располага со доволно факти што според нив се основа за раскинување на концесиите за рудникот Иловица штука. Од Сдруженијето сметаат дека владата има уште повеќе информации и дека не постојат законски пречки за да го направи тој чекор. Сигурно е дека она што стои како аргументација, а што ние веќе со години ја споделуваме, ги плаши концесионерите. Тие бегаат од соочувања секаде, веќе со години тоа го прават, затоа што ние знаеме премногу во однос на нивните, така да кажем, малверзации. Така што премиерот сметаме дека може да се охрабри и да ги донесе овие, така да кажем, понуди, да даде еден импулс на населението да се смири, бидејќи сега е веќе разбранувана темата. Екоактивистите остануваат на ставот дека евентуалното отворање на рудникот би предизвикало сериозни еколошки и економски последици за целиот југоисточен регион. Велат дека изградбата на ваков индустријски капацитет е неприфатлива под какво било услови. Со цел да бидеме сигурни, бидејќи ако се отвори овој рудник овде, како што знаеме од искуствата во светски рамки, еве сега Шпанија беше актуелна, за нас овде мир ќе нема. Се ќе биде загадено, се ќе биде проблематично, а и на самиот инвеститор ќе мора во воредни услови да се справува со сите овие проблеми, така што апсолутно сосема непотребно ќе се навлече гнев, наместо да се реши ситуацијата во полза на граѓаните и во согласност со законите. Законите се чисто на наша страна. Покрај барањето за раскинување на концесиите за Иловица штука, еколошките организации бараат и владата да ја повлече одлуката за распишување концесии за проспекцијски геолошки истражувања во источниот дел од државата.